почитуван директор Шпинделегер, почитувани представници на ICMPD, почитувани членови на управната група на земните членки на ICMPD, драги колеги, дозволете ми најпрво срдечно да ве поздравам, да ви посакам пријатен престој во Република Северна Македонија и представува чест што мојата држава го преседе председавањето со управната група на Меѓународниот Центар за развој на миграцијска политика оваа година, а особено што со тоа се надевам фокусот на активности на оваа реномирана организација уште повеќе ќе биде свртен кон земјите од Западен Балкан, токму во време на силно зајакнати напори на мојата земја, но и на земјите од регионот за интеграција во евроатлантските структури. Миграцијата како феномен од секогаш била присутна и актуелна на глобално ниво, а Балканот во целина секако не е имун од оваа појава. Напротив, географската поставеност и улогата на крстопат помеѓу истокот и западот се причина долги години наназад низ овој регион континуирано да циркулираат стоки, идеи и луѓе, а миграциите во помал или поголем обем да бидат неизоставен дел од овие процеси. По тие причини не е изненадување што покрај останатите мигрантски рути кон Европа, кои функционираат години наназад, во одреден момент дел од мигрантите од Блискиот Исток, арапските држави и Северна Африка се одлучија токму преку Балканот да транзитираат до посакуваните крајни дестинации, односно западноевропските земји. Сепак, со оглед на масовноста, интензитетот, динамиката и начинот на кој се развиваат случувањата во изминатите 3 до 4 години, слободно може да се каже дека оваа појава прерасна во вистинска криза, а така наречената западно-балканска мигрантска рута стана позната како една од главните рути за транзит кон западноевропските земји за мигрантите од Блискиот и Среден Исток, но и од други азиски и африкански земји. Преди својата местоположба, Република Северна Македонија се најде во центарот на овие случувања, понесувајќи огромен товар од справувањето со исти. Колку за илустрација на обемот на предизвикот во период од 2015 до средината на 2016 година. Низ нашата територија транзитираа околу 800.000 мигранти, односно повеќе од 1/3 од вкупното население на државата. Состојба што е предизвик и за многу поголеми држави од нашата. Со затварањето на западно-балканската рута за транзит на мигрантите, за жал не завршија и предизвиците на оваа форма. Напротив, сведоци сме на постојани обиди за нејзино оживување на илегален начин. Мигрантите се уште се обидуваат илегално, самостојно или со помош на криумчари да транзитираат низ Македонија кон север и понатаму кон своите крајни дестинации. Податоците за 2018 година укажуваат за зголемен број на обиди за илегално преминување на јужната граница, а зголемен е и бројот на откриени мигранти. Она што највеќе загрижува е што голем дел од илегалните мигранти се обидуваат да користат услуги на криумчари на мигранти не само во земјата, туку и во целиот регион. Со тоа не само на криминалните групи незаконски се стекнуваат со голем профит, туку и мигрантите сами се доведуваат во наналива положба, односно во состојба на нивните животи и здравје бидат загрозени од страна на криумчарите. И покрај горе наведените трендови, безбедносната состојба на државните граници во моментов генерално е поволна. Заради одржување на таква состојба, но и за соодветно справување со евентуален иден масовен прилив, се преземаат низа мерки и активности. Продолжено е преметрањето на одлуката за прогласување на кризна состојба на јужната и северната државна граница, што овозможува непречено користење на потребните национални ресурси и капацитети за справување со овој предизвик. Заедничката операција на јужната граница, во чии рамки на македонско-грчката граница
се распоредени странски полициски службеници од 8 европски држави: Чешка, Полска, Унгарија, Словачка, Србија, Словенија, Хрватска и Австрија, континуирано се реализира од декември 2015 година. Во тој контекст, за одбележување и парафираниот договор за статус меѓу Европската Унија и Агенцијата за крајбрежна и гранична стража, како равноправни партнери кои што треба да преземаат заеднички акции насочени кон спречување на илегалната миграција и прекограничниот криминал. Паралелно со овие активности се работеше и на изготвување на нов закон за странци и закон за меѓународна и привремена заштита, кои се веќе усвоени од собранието. Со овие законски решенија Република Северна Македонија не само што континуирано го согласува националното со европското законодавство преку креирање на законски решенија кои содржат европски стандарди во управувањето со миграцијата, туку и отстрани дел од постоечките празнини и слабости воочени во текот на справувањето со мигрантскиот знак. Сепак сите сме свесни дека кога станува збор за илегалната миграција, се говори за глобален проблем, динамичен и со тенденција на брзи промени на трендовите и појава која зависи од многу надворешни фактори на која државите немаат големо влијање. Оттаму, колку и да е добро испланирана и имплементирана, ниту една мерка или активност долгорочно нема да биде доволна за успешно справување доколку остане по национални рамки, односно доколку не е дел од еден поширок и координиран одговор на сите засегнати земји од регионот и поширок. Токму затоа, континуирано учествуваме во сите регионални и европски иницијативи поврзани со управувањето со миграцији. Досегашните искуства само го докажаа тоа што и претходно беше добро познато, дека основен предуслов за успешно справување со предизвиците од транснационален карактер, а миграцијата е секако еден од нив, неопходна е навременна размена на информација, пропратена со соодветен систем за рано предупредување, но и заеднички оперативни активности. Почитувани присутни, дозволете ми на крајот да ве повикам сите заедно да бидеме отворени и искрени едни спрема други. Затоа што е тоа единствена шанса за изнаоѓање решенија кои ќе може да функционираат на долгорочен план. Дозволете ми исто така уште еднаш да го поздравам одржувањето на овој состанок и да изразам уверување дека Република Северна Македонија ќе остане посветена на работата и соработката со Меѓународниот центар за развој на миграцијска политика, што впрочем се гледа и во нашата посветеност и во изготвувањето и во спроведувањето на приоритетите кои ги зацртавме за периодот на нашето председавање со управната група. Посакувам успешна конференција и убав престој во Охрид и во Македонија. Благодарам на